Добро вечер, почитувани, еве со нова емисија Отворено за. Правиме така пауза и во рамките на тие наши напори секој петок да го задржиме вашето внимание со спортските тиквишки легенди, меѓутоа и со една емисија која се емитува од 85-та година на нашите бранови на радио, па на телевизија, еве сега имате можност да следите тоа што се случува 22 година, инаку почнеме со 85-та година. Сакам да апострофирам дека и даваме тежина на ваквата емисија со соговорници кои со она што ќе го кажат треба да бидат сватени сериозно, со оглед на тоа што емисијата опфаќа сериозни теми. Во Отворено за вечерва мој соговорник е Ордачо Кличаров, директор на јавното предпријатие Комуналец. Се работи за единствено или едно од ретките во Република Македонија предпријатие кои работи позитивно, предпријатие од оваа сфера, и кој долги години покажува успешни резултати. И покрај тоа што бројот на вработените се зголемува континуирано, дејноста што ја паќа, задачите што ги извршува и визијата што ја има за натамошно работење се основни параметри врз основа на кои се гради едно деловно работење. Толку во мојот вовед, да му посакам добро дојде на Ордачо Кличаров, наш вечерашен соговорник кој од пред 7-8 месеци на оваа функција. Од април месец оваа година и веднаш се вклопи. Се вклопивте ли во рамките на вашите задачи? Мислам дека се вклопи. Јас потекнувам од оваа фирма, така да не представува проблем. Кај бевте пред тоа? Претходно бев директор на Мир хидроцентралите. Значи, вие се фатили во косте со многу важни работи. Со самиот почеток на моето доаѓање. Како ви беше овие први денови вашето директорување? Како да ви кажам, за мене е лесно. Баш поради тоа што потекнувам од оваа фирма, ги знам проблемите, ги согледувам. Ги знам работените, ги знаеме Дејноста дали ја познавате? Дејноста ја познаваме, ги знаеме можностите на вработените и на раководниот кадар. Митко Јанчев ви даде вас доверба со оглед на тоа што сте квалитетен веројатно во вашата струка и ги разбирате овие работи. 24 часа функционира вашата дејност, така можам да кажам, не само за вода, и за други проблеми кои ги имаме во комуналната сфера. Кажете ми, дали се соочивте со проблеми на почетокот на вашето извршување на оваа функција? Како да ви кажам, некако како непишано правило е мое соочување со проблеми, кога дојдов на чело на МХС Лукар. Добро. Дојдов на Лукар 1 беше изгорен, ударно од гром, така да имавме потполна ревитализација на неја и пуштање во работа, која се направи за 27 дена, така да успешна приказна беше тоа и ден си работи. И исто и сега со моје доаѓање, знаете и вие и јавноста дека се соочиме со проблем со недостиг на вода, најпрво на Росуман. Така е. Нели, па потоа нели овие двете несакани поплави во краток временски период една по друга. Кој малку те изфрлат од колосек. Точно, спремањето на гроздоберот, што е од големо значење за градот, кај што требаше да обрнеме многу внимание на комплетната инфраструктура, на патиштата, на износот на смет, на искосени тревнати површини, дрвореди и се она што следи разбавување на градот Кавадарци. Ја шпекулирав малку пред на почетокот на емисија да кажав дека сте едно од најуспешните предпријатија. Какви се вашите впечатоци? Во каква кондиција е Комуналец? Комуналец е во добра кондиција. Добро. Меѓутоа, јас сум од оние луѓе кои што секогаш сакам и барам повеќе. Нормално, како и сите случувања негативни во земјава, со покачувањето на енергијата, нели, на цените на горивото влијаат и на нас. Добро. И тоа влијаат во голема мера. Тоа во некој дел малку ни го намали, нели, обемот на работа, затоа што нели бевме принудени да покачиме, нели, цени на вода и на износ на смет. Меѓутоа, тоа е само како менаџирање со фирмата, значи да не се доведеме во ситуација да немаме плата да поделиме на вработените или ред други работи, или да не можеме да ги извршуваме секојдневните обрски. И сервисирате фактички обрските. Да. Значи, тоа е само една предострожно, да речеме така, една затоа тоа се и превзема.
Инаку имаме добри планови за фирмата, имаме капацитети, нормално потребни се действувања во разни сфери за подобрување на работењето и нормално тоа се е со цел за подобрување на квалитетот и услугите на населението. Ние сме за услуга на населението, се што работиме за населението и градот Кабадарец. Во рамките на тоа да ве прашам, основната дејност останува иста веројатно во Комуналец. Да, Сметате ли дека добро се практикувала досега таа дејност или извршување на дејност, има ли простор за унапредување на дел од услугите кои ги пружува предпријатието? Секогаш има простор за унапредување. Секогаш има простор на унапредување. Подобрување, модернизирање, Подобрување, поедноставување на работите и така. Значи, како истекува времето, ние со текот на времето се соочиме со проблем на недостиг на работници. Добро. Само еве пред малку, например, ни заврши конкурс, например, за вработување на тројца за износ на смет, на кој што не се јави ниту еден. Ага. Значи, Што е работа? Значи, па не знам, луѓето бегаат на страна, значи одат имаме она што е сега нели актуелно зменување во странство. И по подобри плати. По подобри плати, макар што вие покачувате плати. Ние покачуваме плати. Ние сме едни од подобрите, ако не и најдобри предпријатија, од јавните предпријатија во Македонија. Само за информација, например, од 90-92 јавни предпријатија во Македонија, ние сме водечко предпријатие и по начин на работа, па може да речем и по плати. По реконструкција. Значи, во моментот не постои ни едно јавно предпријатие во Македонија кој што извршува реконструкции и разни ревитализација на водоводна, на канализационна и атмосферска мрежа. Во каква состојба, Клинчаров, ги затекнавте, каква е кондицијата на основните генератори на комуналната дејност кај нас? Мислам на изворите, мислам на возниот парк, на мрежата воопшто и слично. Во моментот се добри. Добро. Меѓутоа мораме да уложиме повеќе. Особено треба да уложиме во изворишниот дел. Значи, добро, ние се концентрираме на градското подрачје, меѓутоа не смееме да го занемариме изворишниот дел. Не смееме да го занемариме доводниот цевковод, кој што е веќе во поодминати години. Колку години има доводниот цевковод? 70 години па надолу. 30, 20, 50. Значи 50. Значи, ние мораме веќе постепено да размислуваме на таа страна. Што се однесува до механизацијата. Механизацијата ја одржуваме во топ форма колку можеме. Меѓутоа, неопходно ни е обновување. Особено, пошто се работи за посебни машини, нели за износ на смет, значи кои што работат во крајно екстремни услови. Ние сите сме сведоци од самото купување на едно возило за износ на смет. Тоа работи за целата негова експлоатација под мала газ, прва, втора, застани, тргни, хидроливите, богати се со хидроливика, богати се со електроника, сега новите возила. Така да векот нивни е во многу намалено заради нивната експлоатација. Колку едно возило автоспечерка може да вози без проблем? Они ги имаме ние за 5 кубици контейнери, ги имаме и од 1 кубик, например, они не е проблем, меѓутоа проблемот е експлоатацијата. Тие се нон-стоп во работа. Од понеделник до сабота. Да. И во две смери. Кога имаме вака за грозове за манифестации и по цел ден може да биде активно на терен. Се со цел, нели, да биде почисто и подобро за градот. Затоа ние мораме во иднина да планираме набавка на такви возила за износ на смет. Слаба точка на ова предпријатие се токму возниот парк. Тој беше со години поред не чепнат. Последните 4-5 години од колку е одбавува на функција Митко Јанчев, направен е драстичен скок, би рекол, во набавката на тие возила. Меѓутоа и покрај тоа векот на експлоатација го прави брзо ја амортизира таа машина и таа не може да биде функција. Ние мораме да размислуваме постојано за напредување на возниот парк. Постојано. Имаме добро одржавање и добро би ни дошло, нели, да имаме ние резервни возила, како не би дошло до застој во самото работење. Например, ако ние имаме точно на број, моментално ние располагаме, например, со 6
возила за изнесување на смет, 2 трактори кои се активни во хигиена, да речеме, со 3 возила за изнесување, подигачи за 5 кубици дигање на контейнери. Значи, ние мораме да имаме сегаш план Б. Значи, доколку некое возило, не знаеме кога ќе се случи дефектот. Значи, во било кое време, при одредена дефектажа, ние да можеме да влеземе со друго резервно возило, Само одржување, тешко ли е, скапо ли е одржувањето во такво возило? Тешко е и скапо е и се соочуваме со проблем на набавка на материјали, на резервни делови. Ги нема секогаш, така да принудени сме да чекаме некој одреден период. Што правите за тоа време? Па се снаоѓаме. Затоа ви треба тие резервни возила што ги рекоте. Тоа сакат да го излечуваат. Да, затоа ни треба тие резервни возила. Да. Добро. А од една страна имаме квалитетно изнесување, па од друга страна имаме поквалитетно одржавање. Зошто? Затоа што нема да брзуме ние за час, за 2 часа да излезе возилото од работилница, него може да се обрне внимание повеќе и на други сегменти. Значи. Има ли простор, а пред се средства за нови инвестиции во рамките на ова прашање можете да одговорите и за возилата? Со вашиот основач, општинското собрание, советот, имате ли соработка, каков е слухот кај нив за вас? Имаме. Значи ние имаме одлична соработка. Тука и управниот одбор. Кога не би имале соработка со управниот одбор, со градоначалникот, советот на општина, ние не би може да функционираме како едно предпријатие. Значи ние мораме да имаме тесна соработка која што ја имаме, затоа и редиме успеси. Наоѓате ли заеднички јазик? Наоѓаме заеднички јазик, наоѓаме инвестиции, се договараме за сек темпото, динамика на работа, така да немаме проблем од таа страна. И имаме поддршка и од управниот и надзорен одбор. Добро. Значи, имаме коректни односи, така да мислам дека ќе редиме успеси понатаму. Можеме ли да кажеме што моментно е предмет на ангажирање на вашата механизација и вработени, што е од важно за одржување или вложување во нови системи во градот? Па имаме потреба од вложување на нови системи, значи тоа не е моја интенција, например, си и на раководниот кадар да вложуваме во подземниот катастар, да речем, кој што во многу ќе го подобри работењето на самото предпријатие. Треба да има вложување во SCADA системот. SCADA системот по моје гледиште не е доволно искористен за водоводниот. Во кој дел најмногу? Колку имаме поголем број на мерни точки, толку сме поблиску до луѓето, до дефектите и се оно што значи квалитетно водоснабдување на градот. Треба да што побрзо да ставиме SCADA системи на самите хидроцентрали. Затоа сега во денешно време гледаме дека тие нешто клучен карактер за функционирањето на овие цени. Што значи SCADA системи за централите? Значи да во секое време јас ги имам на увид, например, колку произведува проток на вода и се оно што значи добро производство. Тоа не е само физичко или механичко собирање податоци, туку ви треба да планирате. Да планираме, ние водиме строги евиденции, например, за часовно производство, за дневно производство, неделно, месечно, тромесечно, годишно. Значи, ние водим строга евиденција, на тој начин и знаеме, ги чувствуваме каде ни се слабите точки. Добро е, мислам на крај да го поставам тоа прашање, меѓутоа сега сакам да зборуваме за мини хидроцентралите, колку ги има во рамките на ЈЕПА комуналец и во нашиот систем. Дали во рамките на оваа енергетска криза можете да се вклопите некако и дали тоа позитивно или негативно ќе се одрази на вас? Ние располагаме со 4 постери од 2000 година и последната што ја пуштивме сега, 5-та мини хидроцентрала. Добро. Имат инсталирана моќ од 1,5 мегават. Позитивно До сега позитивна работа, позитивно ни се рефлектира на работењето. На последните седмици бевте вие сведок дека имавме таму барање за излегување на слободен пазар. Тоа за нас значи поголеми финанси и поголема слобода во планирањето на инвестициите, кои што не се од клучно значење за нас како фирма, на општината и на населението на град Кавадарци. Вие бевте таму, непосредно, многу години. Колку години минавте таму?
Па од 2014 година. Значи, вие знаете душата на централите. Како функционираат тие кажете? Што е потребно за да ги имаме и понатаму? До кога ќе им траат? Што треба да направиме Па вака, сите овие години? процените од животен век на мини хидроцентралите е 30 години. Добро. До 50 години, да речеме, значи, моја интенција да работиме Може. со оние. Не може, него да работиме сигурно 50 години. Браво. Да. Да имаме правилно одржување Аха. и на се оно што значи распоредување и на снаги и на ресурси. Можеме ли да сегашниот систем за водоснабдување да ставиме уште централи? И дали со тоа битно ќе се поремети водоснабдувањето на градот? Не, тоа е голема заблуда, например, стигнува разни гласини до мене во изминатиот период дека централите го пореметат водоснабдувањето. Во никој случај не го пореметат водоснабдувањето. Едноставно централата е само направена на постоечки цевковод. Цевката само е пресечена, од цевката мине водата низ турбината, од турбината повторно се враќа во цевоводот, немаме ни една капка загуба на вода. Во случај на дефект, водата води преку бајпас, одреден за тоа, така да... Имате ли податок Словенија колку имат се вакви централи? Каде? На нивните водни ресурси. Нема, Едно од најбогатите и Босна и Херцеговина се најбогати со хидроцентрали каде што државата дури стимулира отварање на вакви. Значи, Словенија и Босна се водички, нали, конфигурација на терен, богати со вода, богати со реки. Нели, за да изградиш централа не те потребна само вода, треба да имаш и Така е. некои падови, висина, хане, од кога што доаѓа водата, да ствара потисок. Значи има тука повеќе фактори од кои што зависи, нели, на едно место дали можеме да направиме хидроцентрали или не можеме. Имаме ли фора да правиме централи на Лукар? Јас мислам дека можеме да направиме уште на едно место. Сакам да прашам за цевководот, кога го споменавте, 50 години, уште колку може да трае? Вака ние во разговор со градоначалникот да ние треба да направиме испитување Така е. во текот на наредната година, значи ние да ја знаеме фактичката состојба на лице место, каква не состојба со цевководот, па потоа да размислуваме. Меѓутоа, ради Сигурност. сигурност, нели, добро е ние веќе да размислуваме. Слушам од некои стручници неофицијално дека треба полека да размислуваме за промена на цевките со цел да се го обезбедиме тоа добро природно што го имаме за подолго време. Првенствено потребно е да размислуваме во некои Али добро е да се направат овие испитувања на во некои металот. критични делови, ние задолжително мораме да направиме испитувања. Меѓутоа ние знаеме и каде, нели, на кои што имаме големи падови, кои што имаме големи притисоци, нормално е дека имаме Металот може да... нормално да имаме поголеми јабења, трошење на цевоводот и така. Кога сме кај водата, правите ли дневно испитување на водата и тие хемиски, бактериолошки испитувања како ви тече? Секојдневно имаме испитување на водата, внесот на хлор и се оно што значи исправност на водата за пиење. Ова вода никош до сега не била или во ретки моменти била бактериолошки неисправна, што значи вас ви од животна важност исправноста на водата? Исправност на водата од животна важност. Затоа и реков претходно дека во наредниот период, во наредната година, ќе ставиме акцент на извориштата. Добро, било ми е што За така. нивната безбедност, за нивното добро и сигурно Ви имате таму посла функционирање. кој цело време. Електрификација, например, патна на мрежа. тој дел, да, електрификација, значи снабдување со струја. Значи ние знаеме веќе кои се негативностите и во кој период ни се јавуваат тие негативности и како и се што се случува во мрежата на град Кавадарци, така и таму ние ќе делуваме точно таму кај што Во треба. Македонија, освен Кавадарци, планинска вода пие ли некој друг град? Имат, во Тетово, мислам, имат исто и они, да, имат и они добра вода за пиење. Значи сега во кондиција или во не многу големи загуби се оние јавни предпријатија кои што имаат вода за пиење која што доаѓа по гравитационен пат. Јасно е. Јасно е. Сите оние Кои се пумпи населени ја места кои што добиваат вода. пумпи ја дистрибуираат водата, Имат проблеми. имат големи проблеми. Добро, во каква кондиција ви се основните организации
во рамките на комунален север да влеземе малку пазари, гробишта? Па, добри се. Во добра кондиција. Водовод и На канализација. некој влече назад. Но имаше такви моменти кога Да. некои организовани единици беа слаби. Не. Водовод и канализација гледате низ градот, се што се случува. Значи, тие се задложени за сите реконструкции, дефектажи. Оделението вода и канализација број околу 120 вработени, тој дел. И се задолжи за дефектажи, нови приклучоци, реконструкции, се она што значи, нели, добро водоснабдување и добра канализациона и атмосферска мрежа. Добро. Ја позеленело, односно хортикултура, например, оделението, однос секторот, ние со 60 вработени и тој е задложен за рачно и машинско пометување, на перење на улиците, по распоред, по потреба, нели, по повики и вонредни перења. Имаме косење редовно на тревни површини, кастање на грмушки дрвореди. Значи, ние одржуваме неколку 130.000 метри квадратни, например, зеленило. Тоа е повеќе ли од претходно? Повеќе од претходно, значи, зеленило, цветни површини и патеки. Освен тоа, например, тука нели ја вметнав и она оджачарски услуги, например, и оджачарски услуги, нова дејност, која што има еве добар одзив кај граѓаните и добро влијае. Колку вработени имате овде? Само кратко. 327. Колку джачари има? Да. Оджачар оджачарската служба ни се одвива по пат на тендерска. Зависи по пат на тендер, да, и во зависи од тоа кој ќе го добие тендер, се Имате извршува. за интерес од граѓаните за услуги во добите? Не, ние си оди тоа во секторот на Не сакам да кажам барање на услуги за барање, имаме огромни барања, Тоа мислите? огромни барања имаме. Списокот е долг, така да мислам дека се излегува во пресред на сите. Од тоа е нели во делот на ЈПИ зеленило. Хигиена, имаме 32, например, вработување таму. Нејната дејност е износ на смет, нели, чистење на депонија, чистење под контейнери. Овде е вметната, нели, дејноста во тој дел и заловување на кучиња скитници, нели. Тие се одговори за тој дел. Друг дел не е, нели, механизацијата која што се пеише сврботување имаме тука. Механизација се грижи за исправноста на возилата, составена од механичари, бравари, шофери, тој дел го покрива. Но широк диапазон на дејност имате. Широк диапазон, например, правната служба, инкасантската служба имаме, нели, заедно 45 вработувања кои се грижат, нели, за очитување на водомери, за кражби и такви работи. Гробиштата имаме се одржува, имаме 10 вработувања, редовен износ на смет, редовно косење на тревата, редовно одржавање на поставени се таму, знаете, вециња нови, чешми на сите страни, например, да има. Пазарот, имаме 5 вработувања, располагаме со 2200 метри квадратни пазар површина, со 200 тезги, 6 фрижидери, нели, за така да во сите. Широко полето на дејности. Широко е полето на дејности. Баш треба економско менаџирање со сите работи, бидејќи ако на едно место паднеш и многу пари отидат таму, ќе ги земат парите од другото место. Некој тебе да работи повеќе за овој другиот. Па сега тука е нашето менаџирање. Ние не сме да дозволиме да падне едно место во таква мера да може да влијае на финансиската конструкција на ЈП Комуналец. Ние имаме секојдневни извештаи, например, секојдневно што работи зеленило, што работи износ на смет, што работи. Така да ние сме во тесна врска и со општината, и со вработените моја општина, родопштината, кои што ни сугерираат на време каде има проблеми низ градот, така да. Сакам да ја прашам за инвестирањето покрај во градот, инвестирате и на други региони. Мора да кажеме дека ова предпријатие заедно со локална самоуправа ќе инвестира и почна веќе да инвестира во близина Типешкото езеро, Бушанската насала. Кажете ми за каков проект се работи? Од понеделник во Бушански залив, например, веќе почнавме ние со приклучување на лица. Но со оваа вода, со оваа вода, веќе цевководот не е ставен под притисок, испробане, и сега се вршат тие приклучување, си имаме неодредена динамика
Имате список колку Има. слушатели треба да добият вода за пиење? Па, Колку водомерите? па стартно имаме 200. Добро. Стар, имаме од 200 Капацитет кои што колку може да меѓутоа тоа не е конечно, не Да, секојдневно да. луѓето доаѓаат, поднесуваат барања и Или покажувате интерес? интерес има максимален. Кажете ми, во каков однос се вашиот со градоначалникот општина Кавадарци, со советот општина Кавадарци, со оглед тоа што еден дел од опрските ги сервисира собранието, советот ви дава средства и за одредени проекти вие буквално се ангажирате и вашата дејност, и вашите вработени, Да. и тоа го работите. Немаме проблеми. Имате ли ваши идеи, Не. визии за одредени работи за кои ги предлагате во вашите извештаи, а советниците дебатираат за значи, тоа? нашата, ние сме тесно поврзани и мора така и да функционира. Овој момент кога ние че немаме разбирање меѓу себе, значи дека е дојдено време јас да си одам од оваа функција. Има ли градови во Македонија кои пак така функционираат? Значи, Нема се работа. Значи, колку што јас знам, значи ви кажав претходно, значи не постои ни едно јавно предпријатие во моментов кој што функционира на нашиот начин. Да. Не постои. Значи, другите јавни предпријатија ние имаме средби, имаме јавување, имаме состаноци на кои што буквално луѓето мачат дефект да отклонат. Да отстранат еден дефект. Нема средства дефект, нема средства гориво да стават во возилото. Директор на ниво на Македонија имате ваше дружение? Да, Како се вика? на ниво на Македонија Сдружението АТКОМ. Има ли функција некоја функционалност тоа дружение? Па има, тоа дружение ги сублимира проблемите, например, и ги прифачи позитивните работења нели на тие состаноци од сите јавни предпријатија, што значи она што е кај мене позитивно, значи може да го прифатат кој сака било кое јавно предпријатие. Ние, например, имате одредени проблеми. Например, јас ќе кажам како сме го решили ние кај нас тој проблем. Ќе каже второ јавно предпријатие, трето јавно предпријатие, па може секој да избере најдобар начин на делување во неговата организација, во неговото јавно предпријатие. Добро, превршуваме со нашиот мовет. Сте ли поборник на ад-хок решавањето на проблемите или треба да се обмисли од народот? За каков директор станува збор? Јас сум од оној тип на луѓе кои што во даден момент сака да го реши проблемот. Тоа сака да го излечам од Значи вас? не сакам ништо да има, што велат старите поттепех, значи сакам да се реши проблемот на лице место, спремен сум со секој да разговарам, секој е примен, не е никој вратен, секој може да дојде да разговараме за било кој проблем и да го реши. Не постои проблем што не се реши. Во неделата беше видов еден дефект го разгледувате. Така ли често одите во сабота и недела на дефектите? Па јас одам често на дефектари. Сега Значи за вас не постои не навлегувам во работа. тоа како било претходно, меѓутоа јас сум од тој тип на луѓе што јас сакам да видам на лице место. Да го видам дефектот, да видам број на вработени. Немате ли проблеми во колективот од бирократите? Не, Немате. не може да има проблем. Дали е тоа добра лекција за нив? Па сметам дека е добро. Аха. Сметам дека е добро. Ако можам јас да излегувам на терен, Може тие брзо да го решат Јас да проблемот. работам сабота и недела, може секој јаде. Добро. Нешто за крај да ни кажете. Да им порачате нашите гледачи, вашите коментенти, дали редовно плаќаат вода и сметки? Редовно плаќаат. Колку ви редовно процентот плаќаат на наплата? вода, секогаш има нели Да, има проблеми. и од другата страна, секогаш има проблеми, се Или трудиме. недоразбирање, така да кажем. Недоразбирање, се трудиме да ги решаваме проблемите. Добро. Некогаш нека знаат и населението и граѓаните дека секогаш не е во наша моќ. Секогаш не зависи се од нас. Значи можеби зависиме од технички аспект некогаш е потребно повеќе време, некогаш помалку време. Меѓутоа, секогаш се трудиме тие дефектажи да бидат во што пократок временски период и да бидат на време отклонети, отстранети. Ние често примаме дојави нели за да речеме при обилни врнежи на дожд, за поплавување. Ние ги бележиме сите тие црни точки, да речеме, така. и ги разгледуваме. Да го решите проблемот. Да ги решаваме проблемите. Нема ли да ги смените условите во кои снимаме оваа емисија? 100 години, само вие не сменивте
директорска канцеларија, истиот мебел го гледам, истите слики, се е исто, што значи многу не си правите комодитет за себе. Сметам Нема ли дека- нова зграда, нови услови за комунални средини? Желба не е да го направиме тоа, меѓутоа јас сум од оние што пред се ресурсите да ги обновиме, значи она што треба да ни носи доход во предпријатието, па после на комодитетот. Сметам дека возилата и механизација и ред други работи Подобро е да функционира добро. Подобро да функционира добро и секогаш имаат предност пред ова другото. Благодарам. Ако немате да додаете уште нешто да кажете. Тоа е благодарам на вас. Баш по моја мерка беше соговорникот, кратки прашања и брзи одговори. Благодарам што ни беше гостин господин Кличаров. Се надевам дека ќе имаме со него врски и средби во иднина со оглед на тоа што човекот е оперативец, а мене оперативците ми лежат на душа. Сакам да зборам и отворено за проблемите. Некои ги кријат под тепих. Меѓутоа тоа му се врачи назад. Тоа е како искуство од долги години поминати зад микрофон. Благодарам што гледате. Се ни го сакам пријатна вечер.